Локалната самоуправа на Кочани и Сдруженијето на пензионери очекуваат подршка од државниот буџет за изградба на регионалниот дом за стари лица, за што веќе е подготвени технички проект, а обезбедена и соодветна локација. Во Министерството за труд и социјална политика е оценето дека станува збор за одличен проект, при што министерката Мила Царовска при посетата на Кочани во вторникот попладне најави дека финансирањето треба да се обезбеди за идната година. Се усогласи проектното конечно решение за градба на старски дом кој што е регионален. Мислам дека уште се водат преговори по однос на финансирање од страна на владата и како ќе биде моделот на финансирање, но во секој случај сум сигурна дека до наредната година ќе изнајдеме решение како да го финансираме и дека ќе почне и тој, како што веќе го потпишавме договор за детската градинка. На работната средба со министерката што се одржа во општина Кочани, а на која присуствува и представници од Сдруженијето на пензионери, беа представени досегашните активности за реализација на проектот. Градоначалникот Илиев нагласи дека еден од приоритетите на локалната власт во наредниот период ќе биде токму грижата и заштитата на највозрасната категорија граѓани. Сега водиме интензивни разговори и со владата, а посебно со Министерството за труд и социјална политика за највозрастите, бидејќи и на нив и е потребно сместување, згрижување, бидејќи како што сме сведоци, младите се почесто ја напуштат нашата држава. За изработката на техничката документација за домот за стари лица во Кочани пред неколку години беа потрошени околу 2 милиони денари, од кои дел се обезбедија преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Освен изработката на главниот проект, со овие пари требаше да се направат и потребните геомеханички и асеизмички испитувања на земјиштето во поранешната касарна, каде што треба да биде лоциран објектот. Почетните пресметки тогаш покажаа дека за негова изградба и комплетирање неопходна е сума од околу 1 милион и 320 илјади евра.